Драги гледачи, добро утро. Добре дојдовте во уште едно издание на Утрински печат на Слободна ТВ. Денес ќе разговараме за не толку пријатна тема, меѓутоа иницијативата која што произлегува од оваа тема е секако за поздравување. Наши ваш гостин денес во утринската програма е госпоѓа Марија Вук, основач на Сдруженијето САНО и негов председател, меѓутоа и основач на родителската куќа во која што престојуваат родителите на деца болни од канцер, кои што не се од Скопје. Добро утро најпрво. Добро утро, ви благодарам што ме поканивте. Чест ми е што сум ваша гостинка. Значи, она што го имам како податок дека ракот е доста застапен во државава. Годишно според податоците кои што ги имаме, заболуваат некаде околу 30 на деца од леукемија, меѓутоа на годишно ниво имате ли податоци некакви статистички дали оваа бројка се зголемува или останува на ова ниво? Во најавата заборавив да кажам дека сте вие една мајка борец која што лично го има поминато голготата со дете кое што било болно од канцер, меѓутоа сега е успешно излекувано, веќе е 19 годишен матурант кој што се подготвува да оди на студии во странство, добитник на 13 ноемвриска награда заедно со неговите другари кои што успешно работи на проектите кои што ги организира вашата хуманитарна организација. Кажете ми сега детали, значи одговорете ми најпрво на првото прашање, а потоа ќе зборуваме понатаму и за иницијативата која што е новитет во државава за измени на законот за мајки. Ви благодарам на прашањето и ви благодарам на убавите зборови и за мојот син и за тоа што тој постигна во животот. Се надевам дека пред него е, како и за сите други деца, уште поголеми битки, предизвици и се надевам дека еден ден и тие ќе се реализираат во животот така како што тие сакаат. Битката на секој родител, без разлика дали е детето болно или здраво, е тешка. Тешка да го изведе на пат, да го образува, да биде здраво, но при тоа нема поубава битка, нема поубаво тоа човек да биде родител. Но не е секогаш така пријатно ако се зиме в предвид дека се разболуваат и од болести кои знаат да бидат навистина тешки или да не завршат со добар исход. Имате право, во Македонија годишно се разболуваат околу 30 нови деца, но не само од леукемија, туку се разболуваат од сите видови на канцер. Најчесто заболување е леукемијата, акутна лимфобластна леукемија, и колку што е најчесто, толку па има најубав исход во лекувањето, значи и се лекува. Дури некаде и 80% од заболените деца успешно се лекуваат од ова заболување. Останатите проценти потпаѓаат на другите карциноми, на солидни тумори на мозок или на коски, саркоми и така натаму. Најважно е да, како и секаде во светот, така и во Македонија, да се обезбедат услови за лекување, соодветни услови за лекување на децата, а ме радува моментот што и во светот и кај нас е се поголем процентот на излекувани деца. Родителската куќа е објект кој почна да живее заедно со организацијата пред 5 години. Се наоѓа во состав на клиниката, тоест на клиничкиот центар, веднаш до Министерството за здравство, и до сега престојувале некаде околу 80 родители кои или чии деца се лекувале на хематонколошкото оделение. Станува збор за објект каде што има 4 апартмани со свој купатило, а кујната и дневната соба ја делат сите заедно, но е објект каде што родителите може да се почувствуваат како дома, заштитени. Покрај голготата која поминуваат со децата, лекување, неизвестност што ќе биде, родителската куќа им нуди една можност да се успокојат далеку од дома. Имаат повторно дома, имаме психолог кој работи со нив, волонтерите од Сдруженијето им помагаат да се снајдат во градот, обезбедена им е храна и се што треба за да може да им помагаат на децата. И храна, рековте, е обезбедена преку САНО? Така е, да. Преку хуманитарни организации, донации? Така е, да. Преку разни донации обезбедуваме храна, родителот нема трошоци баш никакви. Кажете ми кој е условот, бидејќи на клиниката сигурно престојуваат многу деца чии родители не живеат во Скопје. Кој е условот за да еден родител добие престој во родителската куќа? Проценката
дали еден родител треба да биде близу до детето или да биде дома, едниот е со него во болница, Так. особа, другиот родител Значи ова веќе за вториот родител станува збор, така е, што е или сместен, да. доаѓаат деца со родители кои се на зрачење. Тоа значи дека тие не мора да се хоспитализирани, одат, се зрачат и се враќаат во куќата. Тој е таков еден престо 21 ден. Кога станува збор за вториот родител, затоа што има разни ситуации при лекувањето на болеста. Тоа е тешка, неизвестна болест. Со препорака од лекарите од хематоонколошкото одделение, родителот се препраќа во родителска куќа. Состојбата на детето и проценката дали треба тој родител да останува е на лекарите. Наше е само да го примиме и да го угостиме. Има ли некоја возрастна граница до која возраст родител на дете, значи која возраст треба да биде детето за да добие престој во родителската куќа? Според нашиот закон, сите пациенти со навршени 14 години се лекуваат на детската клиника. Сите пациенти кои навршиле 14 години се лекуваат на одделенијата за возрастни. Тоа значи дека сите деца до 14 години кои одат на зрачење, а не се од Македонија, за да не патуваат постојано до дома и да се враќаат, остануваат во родителската куќа. Има ли навалица, да кажам, или се води сметка да секогаш се, или има ли некогаш се случували да има и празни апартмани? Секако. Никогаш куќата не била комплетно полна. Сме имале највеќе 2 семејства. Многу е важно да се внимава на таа и слобода на движење, но и со короната не научи дека мораме да имаме една дистанца. Тоа се деца кои примаат терапии и често се многу нежни во однос на здравјето и внимаваме да нема голема фреквенција на луѓе. Имате една иницијатива, јас спомнав на почетокот во воведот на емисијата, го менувате законот за мајки. Може ли подетално да ни кажете, колку што сум информирана, тоа ќе биде во делот на добивање на социјална пензија, додека се на лекување децата во болница. Што се случува, значи, кажете ни поконкретно од кога е почната иницијативава, што конкретно треба да донесе и што ќе добијат мајките на децата кои што се болни од леукемија? Не само од леукемија, туку од сите видови на рак, значи станува збор за иницијатива со која ние сакаме да промениме неколку закони кои ги тангираат особено мајките во однос на нивната благосостојба. Станува збор, не морам да ви објаснам накратко зошто ја иницираме оваа промена на законите. Имено, секој дете кое има канцер се лекува од 6 месеци до 2 години. Некогаш и повеќе. Се зависи како ја поднесува терапијата, зависи како вид на канцер и борбата е многу тешка. Со оглед на тоа дека секој пат, за жал, има една дискриминација, мајката престојува со детето во болница, често пати таа нема друг избор освен тој период кога детето се лекува да остане со него во болница. Понекогаш за мајката тоа многу долг период, не само за мајката, за целото семејство. Тоа значи дека таа најмалку 2 години нема пристап до работното место. Дел од нив губат работа. Нема пристап до своите пријателки, губи многу вештини. При тоа, периодот кој го поминува во болница, неа ја прави особено ранлива. И не може да се вклучи ниту на пазарот на труд, ниту може да придонесува, доколку е земјоделка, да работи земјоделие или нешто слично, за може да придонесува финансиски за своето семејство. Значи, тоа е жена која е ставена во една позиција да зависи финансиски или од семејството, од сопругот и така натаму. Многу често од нашата пракса дознаваме дека дел од тие жени кои се финансиски зависни стануваат и жртви на семејно насилство. Секако не е фер, ова државата морала да го уреди на некаков начин. Ние како здружение иницираме промена на неколку закони, тоа значи дека и законот за работни односи, како и законот за социјална помош ќе треба да се менува и бараме, иницираме во рок од 5 години, од кога мајката ќе биде хоспитализирана со детето, во следните години додека се лекува детето, да добива социјална пензија или би значило една просечна македонска плата. Имате ли слух од надлежните органи за оваа иницијатива? Почнавте ли некакви преговори? До каде е цела работа? Да, имаме убаво разбирање и веќе разговаравме со одредени лица во Министерството за труд и социјална политика. Секако се свесни за овој пропуст кој е ненамерен и кој до сега не бил воочен, за жал. Се менуваат времињата,
ние чекориме заедно со сите европски центри кои нудат лекување и помош и на родителите и на децата кои се лекуваат од канцер. Убедена сум дека заедно со Министерството и сите надлежни институции ова ќе го средиме. Ми спомнавте од она што го видов на вашата Facebook страница дека за прв пат годинава правите камп за деца кои што се болни или излекувани од канцер. Ги носите бесплатно на одмор. Ќе одат заедно со еден, предпоставувам, родител. Иницијативата е ваша на Сдруженијето. Каде ќе престојуваат децата? Колку деца се опфатени со оваа програма? И кој го финансира сето ова? Така е. Ние често работиме со децата, но овој пат и често поминуваме време и со мајките и со дечињата, волонтираме, читаме приказни, работиме разни игри на клиника, но овој пат според нашето искуство, според тоа како зборувавме, кога видовме што им треба, свативме дека на нив малку им треба еден простор да излезат од болница, да излезат од дома, малку да се дружат со децата кои биле во болница. И сметавме дека е многу важно за нивна ресоциализација да ги однесеме на еден курс годишен одмор. Тоа е еден едукативен камп кој ќе се одржи од 6 до 10 јули во одморалиштето на Црвен крст во Струга. Ги носиме како дел од еден проект на Еразмус програмата. Тоа значи дека САНО преку Еразмус ги покрива сите трошоци за децата, освен имаме недостаток на средства да ги покријат трошоците за мајките, повторно мајките, затоа се мајките со децата. Сакавме и за мајките да одржиме неколку едукативни курсеви или едукации како може да станат атрактивни на пазарот на труд и да ги препознаат кои вештини ги владат и кои може да ги употребат. А за децата веќе имаме една специјална програма на релаксација и уживање. Тоа значи дека ќе поминат еден период на социјализација, период со нашите психолози, социјални работници, но исто така и ќе се дружат со своите врсници. Станува збор за деца кои го поминале лекувањето и се во фаза на ремисија, за да можеме да ги однесеме. Така, колку дечиња се во моментов пријавени? 25 мајки и деца. Супер, совршено. Организирате и тренинзи за волонтери. Може ли еве некаков апел да направиме до јавноста наша, сите оние кои што сакаат да се вклучат во родителската куќа и во помошта на овие деца кои што се лекуваат во болница, што се треба да направат за да станат еден од луѓето кои што учествуваат активно во оваа хуманитарна работа? Така е. Ние волонтерите во овој период ги делиме на два дела. Едни се волонтери кои се деца кои биле соочени со рак, победиле, сега тие волонтираат и возвраќаат на овие деца кои сега се лекуваат. И втората група волонтери е граѓани кои имаат волја и сакаат да помогнат. Сакам да напоменам дека волонтирањето на хемато-онколошкото деление исцрпува психолошки. Тоа е момент кога се среќавате со деца кои се некогаш и во потешка состојба. Не секој може да се соочи со таа гледка дека едно гологлаво дете кое лежи во постела не му е добро. Може да го гледате секој ден или секој втор ден или секој трет ден. Некогаш поентата на волонтерот е само да разговара со детето, но многу често ни се случувало волонтери кои не биле подготвени на таа гледка, на таа слика, да не може да дадат фидбек, иако детето бара дружба. Затоа се решивме да имаме обука за сите оние волонтери кои сметаат или сакаат, имаат волја и сакаат да волонтираат, да поминат еден циклус на едукација заедно со нашиот психолог и со волонтерите деца кои биле некогаш болни од канцер, за да може да видат дали тие воопшто може да се појават. Можат да работат така таму. Е, да. Така. Спомнавте психолог, тој е стално вработен во вашава организација? Не, стално нема вработени лица, тоа е наш волонтер кој волонтерски работи со децата и со мајките, со родителите. Супер. Спомнавте деца болни од карцином кои што се сега волонтери. Вашиот син беше еден од нив. Токму заради тоа таа група на деца, ако добро се сеќавам, пред 2 години ја добија и 13 ноемвриската награда. Од каде иницијативата сега излечени деца, значи беше ваша иницијатива, беше нивна иницијатива, 4 мислам дека беа или 5, ако добро се сеќавам, ја добија 13 ноемвриската награда. Иницијативата да се вклучат, да се вратат практично назад во времето. Беше ли тежок тој период или едноставно го имаа надминато? Знаете како, во моите очи тие се
најголемите херои што постојат на овој свет. Еден млад човек да се соочи со болеста и со стравовите кои ги поминал веќе еднаш е навистина голема работа. Се извинувам. И пред да постои САНО, постоја волонтери деца кои сакаат да го работат ова. Се извинувам, може да ме прашате нешто дека. Па токму тоа ми беше и следното прашање, значи околу стравовите, како ги надмина, како се вратија, значи назад, практично од таму почна Голготата нивна. Така е, за среќа излегоа како херои од таму и после 10 години се враќаат повторно на местото на настанот. Да, не само 10 години, тие се враќаат тогаш кога ќе се почувствуваат дека се подготвени да го направат тоа. За волонтирањето и за повторното враќање на клиника не може да се има некоја обука или не може да поминат школа кај психолог или терапија. Тоа едноставно работи кај нив. Тие се чувствуваат должни, тие имаат волја и желба да го прават тоа. Враќањето на клиника и волонтирањето е нивен избор, доброволен избор. И ми е многу драго и тие се една слика за родителите дека постои надеж, дека постои можност дека нивните деца ќе се излекуваат еден ден и тие ќе се вратат назад на клиника да им помагаат. Како жена, мајка која што беше директно вклучена во Голготата која што ја поминавте, имате ли некаква порака до мајките кои што сега се борат со оваа подмолна болест? Немам. За жал немам. Знаете како ниједна мајка не е подготвена и никогаш нема да биде подготвена да се соочи со информацијата дека низиното дете има канцер. Многу е страшно затоа што канцерот и овие педиатрискиот канцер кај нас во Македонија, па и во светот верувам некаде, е табу тема. Да. И не се зборува и стравовите се поголеми од вистината. Се зависи од родителот и од мајката, кој каква визија има за своето дете, волјата и лекувањето и каков ќе биде исходот не зависи од родителите. Родителите го даваат својот максимум, некогаш и надприроден, за да може детето да повторно да се врати и да ги помине сите тие моменти на лекување. Мојата порака е само останете родител. Бидете му љубов и мајка и татко на тоа дете кое се бори. Убедена сум дека таа енергија, таа голема љубов на детето ќе му помогне да го надмине тоа. Останатото е на медицината и на Дедо Боже. Така. Куќава постои веќе 5 години. За крај само би ве прашала, имате ли визија, дали ќе се развива САНО како здружение, дали можеме да очекуваме отварање на некој центар кој што би ги рехабилитирал овие деца после лекувањето? Значи, каде го гледаме здружението во следните 5 години? САНО и во овој момент е дел од неколку европски организации кои се занимаваат и подпомагаат деца со канцер, како и дел од една неформална групација на невладини организации низ целиот Балкан. Ние секојдневно, секоја година се дружиме со нив, имаме разни кампови и едукации и сме најмлади во однос на тоа што колку постојат и како работат останатите организации. Нескромно ќе кажам дека одлично сме ги совладале многу брзо сите тие предизвици кои ги правеле другите организации во регионов со години. Наш следен чекор, или можам слободно да најавам, последна од нашите технички зафати како САНО е еден центар за рехабилитација на деца кои заедно со општина Ѓорче Петров во моментов го работиме во селото Кучково на периферијата од Скопје. Тоа ќе биде центар каде што децата со своите родители, но и со своите другарчиња може да поминуваат време при тоа надокнудувајќи го загубеното знаење кој го изгубиле во болница. Тоа значи ќе биде центар каде што децата ќе имаат можност да вратат дел од знаењето, да може да се вратат во заедницата, доволно силни како останатите другарчиња здрави кои поминале одредена школска година и одреден период. Исто така тоа е центар каде што децата можат да земат здив од целото тешко лекување долгогодишно. При тоа ќе имаат можност да развиваат разни вештини во однос на спортот, во однос на говорење, во однос на совладување странски јазици, се што успеале или за жал промашиле, изгубиле додека биле во болница. Ке работат наставници, волонтери, како ви е планот?
Ние веќе преговараме и успеваме некако да усогласиме една програма со Министерството за образование. Сакаме да се повикаме на онлайн платформата која се користеше многу успешно за време на короната, но исто така се ангажирани наставници волонтерски да се вклучат од сите основни училишта во Скопје. Така. Волонтерите од САНОС секако ќе бидат таму. Така, не се сомневам во такво нешто. Се надевам дека следно во ваше гостување во нашава емисија ќе биде апропо законот, измените на законот за мајки, дека официјално на мајките кои што во моментов се борат за здравието на своите деца, дека ќе успееме да заедно и ние како медиуми и вие како невладина организација да направиме нешто во тој дел и да се добие таа социјална пензија или како и да ја наречат во законот. Значи, оставам отворен простор за кога ќе почне иницијативата официјално, кога ќе се донесе законот, повторно да ми дојдете во емисијава и да им соопштиме на граѓаните дека и уште една борба е добиена. Да, ви благодарам многу. За медиумите велат дека се седмата сила и јас верувам во тоа и од лично искуство, но знаете како мајките за мене се прва сила и најсилна. И убедена сум дека јас заедно со останатите мајки, сите волонтери, но и нашата заедница и нашите институции, ова ќе го донесеме што побрзо и ќе покажеме дека навистина имаме чувство да направиме промени во заедницата кои ќе донесат само подобро утре за сите. Господјо Вук, ви благодарам многу за гостувањето, а ние понатаму продолжуваме со програмата. Најавувам реклами.